Вчера, на 10 јуни во спортската сала Младост во Битола, се одржа државно првенство во модерни танци 2018. На 2000 танчери од 13 танцови клубови од цела Македонија, членови на Македонската асоциација за модерни танци, се надпреваруваа за титулата шампион на Македонија во модерни танци. Организатор на првенството е Македонската асоциација за модерни танци и танцовиот спортски клуб Експоуз од Битола. После 10 години во Битола имаме често и задоволство да имаме едно државно првенство кое брои повеќе од 2050 на надпреварувачи. Имаме 15 судии, 4 интернационални од Бугарија, Србија, Црна Гора и Унгарија. Имаме 70 на категории, некои се разделени по старост, другите се по стил на играње. Имаме хип-хоп, балет, латино танци, синхроно танци, стрит, акротанци. Така надпреварот е поделен на 3 подиуми. Играме на еден подиум латино, на друг хип-хоп, на трет паралелно се игра нешто друго. Условите кои налага International Dance Organization или IDO се доста големи. Тие зафаќаат секој дел да биде опфатен или нормално и професионално завршен, од осветлување, од бина, од големина на подиум, големина на публика, од доктори, суди, услови во салата, хигиена, секој аспект. Значи се е опфатено, воопшто не беше тешко, 2 месеци, малку понапорна работа, ама еве на крајот имаме еден финален одличен резултат. Танцот не е само танц, тоа е спортска уметност и има големо влијание за правилниот психофизички развој кај децата. Како танцов клуб постоиме веќе 5 години и сме членови на Македонската асоциација за модерни танци. Броиме околу 500 членови и работиме со сите возрасти и моментално на надпреваро имаме учество со 521 котизација или надпреварувач. Во последните неколку 2-3 години тоа станува се повеќе и повеќе популарно во Битола. Има многу заинтересираност на дечиња мали. Исто така веќе почнува и за возрастните. Имаме и возрастни кои танцуваат и се интересираат. И пробуваме да го наметнеме танцот како некоја начин на живот, како култура, спортување, спортска култура. Прво ќе почнеме од онаа спортскиот дух што се развива кај секое дете, надпреварувачкиот дух кај секое дете, да знае како да се справи кога има конкуренција и подобри од полоши од него. Од Македонската асоциација за модерни танци се задоволни од организацијата, но и од прикажаното од страна на учесниците. Го оценија како доста квалитетен и масовен надпревар. Најдобрите танчери од ова државно првенство обезбедуваат пласман за светските и за европските првенства, така што има децата доста стимуланс за да бидат подобри, за да може да представуваат нашата држава надвор од нашите граници на европските и на светските првенства. 13 клубови учествуваат на самото државно првенство и ако ми верувате, почнавме од 8:30 наутро, а надпреварот негде ќе трае до 22 часот, почнувајќи од 3 годишна возраст па се до 50 годишна возраст. И многу се радувам бидејќи е во Битола, бидејќи нашите танчери пред се сакаат да прошетат надвор од Скопје, исто така и за останатите танчери, салата е одлична, нуди добри услови. Јас се надам дека повторно ќе имаме можност во Битола да организираме барем некаков друг надпревар, куп или некако интернационално надпреварување. Со тоа што танчерите се квалификуваат, тоест пробуваат да обезбедат платман за престојни европски и светски првенства, подразбира дека мора да се подложат на посилни тренинзи за да бидат што е можно подобри. А тоа го подигнува квалитетот на самиот надпревар и понатамо и танцот во иднина. Значи, овие танчери подоцна ќе станат тренери кои што нивното поквалитетно знаење ќе го пренесат и на помладите категории, на помладите дечиња и така полека но сигурно ќе го развиеме модерниот танц во Македонија. Значи на ниво како што е балетот во Македонија. Ова беше 5-то издание на државното првенство во модерни танци. Значи ние пред 5 години почнавме со 300-400 танчери. Полека низ годините од 300-400, значи за 5 години стигнавме веќе до бројка од над 2000 пријави на подиум. Ние се надеваме дека до година наместо во еден ден ќе бидеме во 3 дена, бидејќи се повеќе и повеќе клубови се заинтересирани, се повеќе и повеќе танчери се расположени да се надигруваат и да се надпреваруваат. А тоа значи дека што помалку деца ќе седат на мобилен телефон и на телевизија и ќе се занимаваат со спорт. Значи не е битно каков спорт, битно е да бидат дисциплинирани, активни и тоа е тоа. Надпреварувањето во рамките на државното првенство траеше цели 12 часа.